Китев. И двајцата доаѓаме од Тиквешијата и секојдневно се соочуваме со истите проблеми. Секојдневно имаме контакти со нашите земјоделци, со лозарите, кои се во паника и очај. Но сепак ми е што барем вие како пратеник на позицијата се јавивте и зборувавте за актуелните проблеми во Тиквешијата. Во вашата дискусија зборувавте за стабилизирање на состојбата во Тиквешкиот регион. Да, се согласувам, тоа ни е и повеќе од потребно на сите нас. Некако не со лаги и лажни ветувања, туку со реални и конкретни мерки, колега. Добро знаете дека ветуваниот денар, повеќе пати беше спомнати денес, се уште не е исплатен, иако знаете дека од страна на премиерот од ова собрание беше ветувано дека на 1 јули, заклучно со 1 јули, ќе биде исплатен заедно со сите останати субвенции, за потоа да слушнеме дека е потребен ребаланс на буџет за мерка која е одредена и ветена од лани. Но еве денес слушнавме од колегата Панчо Минов дека денарот ќе бил исплатен за гроздоберот, како и да е. Тоа е добре дојдена мерка за лозарите, која што е повеќе од 1 година ветувано. Колега Бетјан, ме интересира вашето мислење. Оваа влада дава 783.000 евра за зеленило пред влада. Знаете во каква состојба се каналите за наводнување во Република Македонија и во Тиквешкиот регион. Тие се во очајна состојба, вода за наводнување, тогаш кога е најпотребна, нема. На овие екстремно високи температури, каналите беа празни. Родот се сушеше, а еве денес гледаме дека лозарите бараат оваа година за лозарството да се прогласи како елементарна непогода. Дали не сметате дека тие 783.000 евра, наместо за цвеќиња, да ги дадевте за реконструкција на каналите, за чистење на каналската водоводна мрежа низ Македонија, немаше цела Македонија да ни биде зелена, а не само пред владата на Република Македонија. Ветувавте многу работи, во интерес на времето нема да ги спомнувам сите, но еве за интервентниот фонд од 6 милиони евра, кој е токму наменет за ваков случај, кога производствената цена е пониска, е повисока од откупната цена на производот. Ветувавте дека 30 дена пред откупот ќе се знаеле цените. Добро знаете дека од вчера е започнат откупот на високата сорта вранец. Цената не се знае. Ви благодарам. Од 12 денари, што несомнено ќе биде и многу пониска. Бетјане Китев,